На овие избори излеговме први со нашиот кандидат. Тоа покажа дека она што го зацртавме како цел, нашиот лидер излезе јасно и гласно дека Гром ќе биде битен политички фактор на политичката сцена во Република Македонија и дека јасно и гласно кажавме дека ќе излеземе со наш председателски кандидат. Потоа кажавме и побаравме предвремени парламентарни избори и гледате и едната и другата работа полека, но сигурно ги потврдивме како политички цели. Излеговме со наш кандидат, излеговме со одличен кандидат, кандидат кој што ни дава за право да сметаме дека ќе влеземе во вториот круг сериозно. Значи, сметаме на овие избори да представиме пред се силниот персонален квалитет на личностите кои што произлегуваат од Гром, на луѓето кои што се вклучија во Гром, етаблирани, докажани, и таков пример е нашиот председателски кандидат, господинот Зоран Поповски. Огромна гордост е да се биде кандидат на партија која што за кратко време има 22.000 членови и 43 општински организации. Уште поголема чест е да 10.600 луѓе без страф, имајќи во предвид каква поларизација има во политиката во Македонија, каков страф сеат и позицијската и опозицијската партија, 10.600 души се одважија да го дадат својот подпис и да речат доста ни е више од препукување и кавги. Сакаме да чуеме некој убав збор во Македонија. Сакаме Македонија да тргне од оваа нулта точка и да оди таму кај што треба во евроатлантските интеграции. Така што јас навистина ги почитувам, се поклонувам пред храброста на тие 10.600 луѓе кои што се потпиша, ама многу ги почитувам и оние кои што не беа во можност тоа да го направат заради тоа што беа доведени во прашање нивната екзистенција, некои беа притискани заради работи и така натаму. Меѓутоа, доаѓа едно друго време кога зад параванчето си го имате алатот што се вика пенкалце и тогаш ќе можете повторно да помогнете да конечно излеземе од овој ќорсокак политички во кој што за жал се наоѓаме многу долго. Ме прашуваат кој ти е мотивот да се нафатиш на оваа кандидатура, односно да влезеш во трката за најпрестижната функција во државата. Јас сум реализиран како научник, како што кажа мојот пријател Виктор, 5 години сум живеел надвор и секогаш кога ќе ми понуделе да работам, таму сум викал оваа држава заслужува шанса. Кај ќе биде алот и кај ќе ни биде алот ако сите фатиме усвет. И затоа се решив децата да останат тука. Една година синот учеше со мене, меѓутоа се вративме и перспективата сакаме да си ја гледаме тука. Јас негде кај 80-тите години бев член на председателство на младина на Македонија, кога почнавме, го објавувавме весникот Млад борец. Тоа беше почеток на демократските процеси и денеска после 25 години со жалење можам да констатирам дека состојбата не е ништо подобра. Во време споредена со еднопартискиот систем, дури ми личи дека е многу по-тензична и по-тешка отколку тогаш. И заради тоа се нафатив да го продолжиме тој демократски процес на обнова на Македонија и да даеме шанса да го вратиме достоинството на човекот. Се изгуби човекот, граѓанинот во овие 25 години. Понатаму, вие знаете, во Македонија нема политички диалог. Се испотепа собрание, немаше председателот сила, доблес да застане, да рече, ало, ај застанете, дојдете кај мене, ја избламиравме државата, дајте да седнеме да бараме чаре. Немаше таков капацитет. Немаме дебата во Македонија. Значи, мора председателот да биде стожер на политичкиот диалог и на дебатата, на јавната дебата во Република Македонија. Судството и медиумите ни се контаминирани со дневна политика. Се монтираат политички процеси, се создаваат политички затвореници. Ветувам дека доколку бидам избран за председател на Република Македонија, нема да има повеќе политички затвореници. Ако има такви, ќе има и аболици. Сакаме да го оттргнеме стравот од луѓето. Вие гледате, они шепотат, не зборат на телефон, можда ме слушаат, можда... Страшна работа на прагот на 21. век. За 9 години ние годишно губевме по 74 милиони евра неповратна помош од Европска унија врз основа на бројот на жители. 9 по 74 ви се околу 700 милиони евра. Замислете тие да влезеа во инфраструктура, тоа се донации, не се кредити, пазете. Значи, да влезеа во инфраструктура и во нови работни места. И сега ние си чекаме.
без никаква иницијатива да го решаваме проблемот. Истото се случува со НАТО. Земја членка на НАТО има 4 пати поголеми инвестиции од земја не членка на НАТО. Зашто збориме? Какви директни инвестиции? Кој ќе дојде да ви инвестира? Ова све што се прави сега е минорно споредено со соседните земји. Ние заостануваме по 3-4 пати во однос на странски инвестиции во споредба со Косово, Албанија, Србија и така натаму, по број на жители збори. Затоа што не е сигурен капиталот во земја која што не е членка на НАТО. Така што тоа се ингеренциите во делот на вооружените сили. Исто така сакам да ви кажам дека мора да го изедначиме статусот на војниците и полицајците. Кај нас изгледа дека полицијата ни е малку привилегирана, а додека војниците уште одат во стари униформи, немаат право на дневници, значи јас не велам дека на полицајците им е многу добро. Тие треба да си останат таму кај што се, а да војниците исто така добијат соодветен третман заради тоа што ако немате задоволни припадници на вооружените сили, ќе ви се доведе еден ден во прашање и безбедноста од државата. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам на ангажманот што го направивте околу собирањето потписи. 60 потписи за вака мала средина, каде што сепак тензиите се осеќаат политички на грбот на секој човек е огромно. Само би ве замолил, пошто во текот на собирањето на потписи си го положивме колоквиумот, на 13 април да си го положиме испитот, а на 27 април, кога си парламентарните избори, да си ја земеме дипломата и да влеземе во парламент и да имаме председател на Македонија.